Добар ден на сите. На почетокот сакам во оваа прилика да изразиме најдлабоко сочувство до семејството на починатата Радилка од Прилепската болница. Жалиме што е се поголем хаосот во здравството и заради тоа луѓето се почесто го плаќаат со својот живот. Мислиме дека трагедијата на пациентот од Берово ќе ја разуми и отрезни владата на Република Македонија за да конечно почне вистински да работи на подобрување на здравствениот систем. За 3 месеци само во Прилепската болница починаа 3 родилки. Овие се поразителни податоци. Господине Груевски и Османи, што се уште треба да се случи и колку уште човечки животи треба да се изгубат за конечно да сватите дека вашата политика во здравството доживеа целосно колапс. Здравството не може да се подобри со вашиот гол популизам, лажните ветувања, владините кампањи и партиските војници. Здравството не може да се подобри со коруптивните афери и разлики во набавна цена за 4 години на евуваната медицинска опрема од неверојатни 28 милиони евра. Недозволиво е личните и партиските бизнес интереси да се поважни од здравјето на граѓаните. Поминаа 4 години, а никој не понесе одговорност за пропаднатите владини реформи во здравството, почнувајќи од распаѓањето на клиничкиот центар, огромните финансиски загуби на менеджерите во клиниките и болниците, камерите, медицинските водачи и какви се не други катастрофални потези. Господин Груевски и Османи, ова ли е новата ера во здравството која најавивте пред една недела? За жал, токму заради хаосот кој владее во здравството, граѓаните се плашат и се повеќе зборуваат дека токму благодарение на Груевски и Османи во болниците влегуваш здрав, а излегуваш болен. Сосема на крај, сакаме да им порачаме на Груевски и Османи и ВМРО ДПМН да не помислуваат во нивниот познат стил, да не обвинуваат дека на туѓи трагедии водиме нивна политика. Ние не сме такви. Наместо доброва да најавуваат истраги во кои виновниците ќе бараат секаде, само не во собствениот двор, нека излезат и јавно нека соопштат кој од нив ќе ја понесе одговорноста за ваквиот хаос во здравството. Повелете се прашање на темата.